Господја Андоновска, Србија денеска започна со вакцинирање на своите граѓани против коронавирусот. Некаде до крајот на годината, ако не се 27 или 28 декември, започнува вакцинирањето и во Европската Унија. Соединетите Американски држави веќе имаат вакцинирано преку 1 милион жители. Македонија првите вакцини ќе ги добие во март. Можеше ли на било каков начин да обезбедиме вакцини порано? Македонија дали ќе ги добие во март, се уште не знаеме. Не знаеме од причина заради тоа што немаме јасни изјави. Имаме разноликост во изјавите, тоа за кус период. И тоа не само од министерот за здравство, туку и од премиерот на државата. Во изминативе денови слушнавме различни изјави. На почетокот имавме тврдења кои што велеа дека на самиот почеток, уште во јануари месец, во 2021 година, ние ќе ги добиеме вакцините. За само ден потоа да слушнеме дека ние сме мал пазар и не може да добиеме така брзо вакцини, ќе се потрудиме на други начини, па ќе добиеме во март месец, потоа слушнавме изјава. За сега веќе вчера или завчера не ме држате за збор да слушнеме изјава дека вакцините ќе ги имаме евентуално на средината на годината, на следната година. Но и тоа вака раѓа сомнеш да се сомневаме дали тоа ќе биде навистина така, бидејќи ние не имаме прецизни информации со кого е преговарано точно, како е преговарано, што е договорено, која вакцина ќе стигне кај нас, во кои количини, дали ќе стигне одеднаш, дали ќе биде тоа етапно и така натаму и така натаму. Ние немаме прецизни информации од министерот. Напротив, имаме секојдневно различни изјави, паушални изјави со недоволно информации и самото тоа создава сомнеш кај граѓаните да се сомневаат дали ќе ја добијат вакцината и кога ќе ја добијат, па дури и дали таа вакцина е добра да биде примена. Така да и не само тоа, туку целокупното делување години и години наназад од кога СДСМ е на власт, со сите оние потези што ги правеше во здравството, влива една недоверба кај граѓаните за да бидат да немаат доверба во сето она што се случува и што е поврзано со вакцините. Сите околу во нашиот регион, во потесното и по-широкото опкружување веќе почнаа да се вакцинираат. Каде сме ние во сето тоа? Ние уште се расправаме дали ќе сме ги добијале вакцините на почетокот на годината, на средина или на крајот на следната година. Луѓето веќе се вакцинираат. Владите во другите држави имаат грижа за населението. И тоа не е само декларативно да излезат пред камера и да кажат, туку тоа го прават и со дела, вакцинирајќи ги своите граѓани, организирајќи го целиот здравствен систем да биде ставен на располагање за заштита и унапредување на здравјето на граѓаните. Тоа кај нас, за жал, изостанува. И јас навистина се сомневам дали ова ќе биде така. Затоа овие денови излегуваме како ВМРО ДПМН и бараме прецизни одговори, точни, конкретни и јасни од министерот, да ни биде кажано не само на нас, туку на целата македонска јавност, кога ние точно ќе ги добиеме овие вакцини, со кого тоа е преговарано, на каков начин, колку вакцини ќе добиеме и дали евентуално граѓаните ќе имаат избор, бидејќи сметаме дека заслужуваат избор како што тоа го прават и останатите земји, да не биде само една вакцина, туку да бидат тоа повеќе вакцини, оние кои што веќе покажале позитивни резултати и се употребуваат од останатите земји. Согласно буџетот за 2021 година за имунизација, односно за вакцини, предвидени се средства во износ од 9 милиони евра, некаде околу 5 милиони евра се за вакцини за коронавирусот. Министерот Филипче и премиерот Заев најавија дека ќе бидат обезбедени 800.000 дози, односно тука треба да потенцираме дека тие дози се за 400.000 граѓани, бидејќи секој од нив треба да прими 2 дози. Сметате ли дека ние не ни знаеме точно колку ќе бидат обезбедени, да, таа е ставката во буџетот, меѓутоа ако гледаме дека целата оваа корона криза до сега однесе нешто над 2300 животи во државава, со ова темпо, ако обезбедиме и во март, со по 20-30
починати, ако направиме проста математика, тоа се уште 2000 починати во држава. Треба ли држава да даде уште 2000 жртви за да бидат набавени првиве вакцини? Ќе бидат ли доволни тие 400.000 дози за целава држава? Видете, оваа власт е некако навикната постојано да ни вели имаме ова, имаме она, но знаете што значи за нив имаме? За нив не имаме кога има доволно или кога тоа сето организирано. Ке нив имаме ако има 1, 2, 5 или 10. Исто како што беше работата со вакцините за сезонски грип. Тие вела имаме вакцини за сезонски грип. Ако земеме дека неделно пушта од 1300 до 1700 вакцини за сезонски грип вкупно, а 450 во 5 пункта во Скопје, а од друга страна да земеме дека имаме само 620 матични лекари, 450 вакцини неделно наспроти 620 лекари и тие велат да ние имаме вакцини за сезонски грип. Повеќе од 200 лекари нема да добијат ниту еден термин за сезонски грип. И тоа за нив имаме. Сега за да дојдам до она што сакам да го кажам, ви го споменувам и овој момент. Што е за нив имаме? Имаме опрема за нив, значи дека ќе дадат 3 маски од март месец KN95 или ќе ви дадат една маска дневно, која што е за еднократна употреба да се ја користите во текот на целиот ден. Тоа е за нив имаме. Исто така и со вакцините за COVID. Кога ќе стигнат и колку ќе стигнат, како ќе стигнат, тоа зборувавме веќе претходно. Немаме точни информации, јасни и прецизни. Така да и да стигнат 10, тие ќе ни речат да, ние имаме вакцини за против COVID, ние еве се погриживме, стигна во март или стигна еве утре да стигнат. Ама ќе стигна некоја мала бројка. Повторно не знаеме. Затоа бараме информации да ни кажат колку и како ќе стигнат. Еве вчера не информираа преку соопштение дека тие веќе ги платиле тие 800.000 вакцини. Немаме документ за тоа. Немаме сведочење дали е тоа така, ако ги платиле, каде ги платиле, колку тие ќе стигнат ли одеднаш, нема да стигнат ли одеднаш тие вакцини. И ако се веќе платени, дали се веќе произведени или треба да чекаме да бидат произведени? Повторно, ништо не е јасно. Она што е јасно е дека вложувањето во здравството и во капиталните проекти е за 62% помалце од она време кога ВМРО-ДПМН беше предводник на владата. 62% помалку инвестиции во здравството сега во овој период од овие 4 години, бидејќи тие не се 4 дена, туку се 4 години на власт и не можеме веќе да им простуваме и она што го прават е многу очигледно и воочливо. Кога сме веќе кај имунизацијата, за сезонски грип, последниве неколку години, де некако квотиве се намалени, де има вакцини, де нема вакцини, и секогаш вакциниве се случува да бидат потрошени за само неколку часа. Каде ја гледате одговорноста за ова? Затоа што голем дел од популацијава на крај постарите, говорам за постарите луѓе, пензионерите кои што они имаат предност да бидат заштитени, они се најзагрозени и од сезонскиот грип, секогаш завршуваат идат во приватни здравствени установи каде што се вакцинираат. Еве да бидеме појасни, секоја година матичните лекари уште во септември месец, тоа не е само тоа кај нас така, тоа е насекаде во светот. Во септември месец најдоцна прават списоци на луѓе, на пациенти кои што ги имаат тие запишано, кои што имаат потреба да бидат вакцинирани. Сега тука спаѓаат оние хронично болни луѓе, постари лица, здравствени работници, не знам, така натаму, различни категории на луѓе, од кои ќе го направат списокот, нели се врши имунизацијата. Како што споменав, во овој период имаше недостаток на вакцини за сезонски грип и не можеа сите граѓани кои што сакаат да се вакцинираат да дојдат до вакцина на време. Еве веќе сме крај на декември месец. Каде беше септември, каде е декември месец? Колку од тие луѓе успеа во овој период да се вакцинираат? И дали е исправно сега да се вакцинираат? Нели е малку доцна? Ако се зема во предвид дека после вакцинирање потребни се 5 до 6 недели да се развие имунитет,
Сега сме декември месец, кога ќе развијат тие имунитети? На крај на јануар, почеток на февруар? Па нели тогаш ќе стигнат вакцините за ковид? Нели тука има одредени правила дека колку време после примената вакцина за сезонски грип треба да помине за да се вакцинираат од ковид. Ако навистина не стигнат на време вакцините од ковид, тие ќе се преклопат со овие вакцини од сезонски грип. Многу доцнеме во се. Не само со вакцини, доцнеме со се, со сите мерки. Мерки, не мерки, што ги имаме. Корона криза извади на површина покрај тие проблеми во јавното здравство кои што ги гледаме и се случуваат со години, извади на површина уште ред други многу поголеми проблеми. Првенствено да започнеме со медицинскиот персонал. Како е заштитен? Гледавме дека имаше проблеми со набавување на заштитни маски, на заштитни ракавици, па се собира донации за персоналот во јавното здравство. Да на крај ете и владата излезе и министерот Филипче да во неколку наврати со предлог медицинскиот персонал да биде награден. Еден момент сумата една, потоа е сумата друга. Имаше, ако не се лажам, пред неколку месеци исто нешто процентуално што тогаш исто излегува низа на доктори и сестри кои што не добија ниту денар плюс, бејќи очигледно беше дека, не знам, тие листи на покачување на плата се некако правени само за селектиран кадар од Министерството за здравство и од клиничкиот центар и од градската болница. Вие сте во контакт секој дневно со доктори и со сестри. Реално постои ли начин, еве држава гледаме, не знаеме колку се способни, постои ли начин да биде вреднуван нивниот труд и жртвата што ја прават во оваа криза? Вака кога ја споменавте веќе ковид кризата, ковид пандемијата, да напоменам дека таа трае веќе 10 месеци. 10 месеци во Македонија. И од самиот почеток до ден денеска ние имаме една ситуација кога што министерот за здравство, премиерот Зоран Заев и останатите од владата излегуваат на телевизија и изборуваат едно. Но од друга страна имаме една друга реалност, една друга вистина, вистината на сведоштвата на граѓаните. Значи, она што го зборуваат тие на телевизија не се совпаѓа со ова што реално им се случува на луѓето, на народов. Тоа се две различни работи. И тоа ни се случува 9 месеци. И не може тоа така да помине. Значи, на краток рок да. На почетокот, кога имаше 30, 20, 40 заболени дневно, можеше да се излегува 2 пати, 3 пати, да се држи прес, да се става круна, да се облекува облека на Супермен и така натаму и така натаму. Но тоа на долг рок не поминува. Вие можете една расипана чоколада, неквалитетна, со одлична опаковка и со одличен презентер, да понудите на граѓаните. Сега така им се види симпатично, одлично спакувана и така натаму, супер, ја фали презентерот. И вие ќе ја земате еднаш, ќе ја земате 2 пати, 3 пати, но кога ќе видите дека таа е горчлива, дека е расипана, дека ви создава тегоби, вие веќе нема да ја земете. Тоа се случува со власт. Власта постојано нуди само еден гол пиар на граѓаните. Ги убедува дека се има, дека се е розово, се е под контрола, додека граѓаниве од друга страна се соочени со проблеми на дневна основа. Не може да се тестира, не може да си направи рентген, не може да си обезбеди упад, некого отпуштаат од работа заради целава оваа ситуација. Многу проблеми на дневна основа што се сосема спротивни од она што не убедува власт. Ке се надоврзам понатака на вашето прашање. Ги спомнавте наградите, дали се доволно и заштитени и наградени здравствениот персонал. Еве јас најодговорно тврдам дека од самиот почеток на кризата до ден денеска нема доволно заштитна опрема. Сега ќе речам да, они велат да има опрема, она што го споменав и предно. Ако сметаат дека 2-3 маски кои што се дадени во 9-10 месеци, кои што се KN95 или со подобар квалитет,
се имање на опрема или мантил за еднократна употреба кој што треба да се користи повеќе денови или маска за еднократна употреба што треба да се користи цел ден, тогаш да имаме опрема. Тогаш ќе се согласам со изјавите на Филипче дека имаме опрема. Но не е така. Реалноста е сосема поинаква. На самиот почеток на кризата имавме една ситуација каде што се создаде огромна потреба од заштитна опрема. Додека власта не се грижеше, почна одредени групации на луѓе да се самоорганизираат, да помагаат и да носат заштитна опрема, да ја изработуваат таа опрема и да ја носат. Во една таква граѓанска иницијатива бев вклучена и јас како и жените од ВМРО ДПМН. Морам да кажем дека тоа не беше партиски, ниту политички обојно, бидејќи освен жените од ВМРО ДПМН имаше и многу други жени кои што се вклучија да помогнат. Верувајте дека се помогна во самата граѓанска иницијатива што имавме ние за изработување на капи, каљачи, маски и така натаму, се помогна во над 200 здравствени институции, од кои што 90% беа јавни здравствени установи, и ние имаме пораки директно од директорите на тие јавни здравствени установи, кои што молеа да им биде дадена помош во заштитна опрема, додека нивниот министер излагуваше на преси, глумеше херој. Сега јас не го обвинувам овие директори кои што нас не се обратиле и кои што барале помош од граѓаните да бидат заштитени, бидејќи тие директори се сакаат да се го заштитат персоналот. И тоа е добро. Но гледајте дека Филипче Венко и Зоран Заев не му нудат ништо, тие бараат спас на друго место. И ние тие се имаме документирано во однос на овие активности. Замислете, граѓаните се организира и помага, и тоа е добро, и тоа е за поздравување, но од друга страна, честно е Венко да излезе и да каже да, во овој период не можевме да се снајдеме, немавме опрема, граѓаните помага, а не тој да глуми херој, додека овие другиве се мачат, изработуваат опрема, донираат и тоа се од сопствени средства, само за да помогнат. Тоа до ден денеска е така. До ден денеска да, има нешто повеќе од она што го немаше на почетокот, нешто повеќе има, но тоа не е доволно. Повторно потенцирам, не е доволно. Истрошен е кадрот. Навистина е многу изморен, истрошен, заради тоа што некога говоревме на самиот почеток дека треба да се направи бел план, дека треба да се организира, да се види, да се направи анализа колку здравствени работници имаме на располагање, да се прераспределат, да се направи анализа кој, каде, што и како би работел при евентуален пораст на бројот на заболени и така натаму и на бројот на хоспитализирани пациенти, да се направи еден план кој што би значил дека овој кадар што ќе биде доволен за сите да ги обслужи, бидејќи колку и да сакаат, верувајте, на 100 пациенти, ако имате вие 10 сестри, 5 доктори, тие колку и да сакаат да помогнат, не можат. Значи, заболувањето е толку многу непредвидливо, што треба постојано да се пратат тие параметри и да се делува. Тој не може физички да стигне да ги помине. Кадарот е многу изморен и истрошен. И не се направи напор да се вклучат нови, т.е. да се вработи или барем да се ангажира на определено време друг здравствен кадар. Од друга страна имаме податок дека има околу 3000 здравствени работници пријавени во Агенцијата за вработување, од кои што 300 се доктори и над 1500 сестри. Па добро, не можеше ли да се направи напор барем дел од овие да се вработат? Нема пари, не е оправдување. Не може да нема пари кога од друга страна гледаме како во администрацијата се вработува. Не може да нема пари за да се вработат здравствени работници кога гледаме дека течат огласи за јавни набавки за непотребни работи по министерствата. Че ако отворите на страната за јавни набавки, ќе видите дека пола и повеќе од работите што ги набавуваат институциите се непотребни. И луксус во овој момент. Мебел и така натаму, навистина непродуктивни работи. Па не може за тоа да има, а да нема за вработување во здравството. Не може тоа да се случи. Како мислите дека овие кои што се веќе вработени можат да издржат
толку многу долго време да работат без некаква си помош. Сте ги вклучиле специализантите, да. Сте ги вклучиле специализантите, но и тие имаат одредени барања кои што не сте ги исполниле. Приватните специализанти, замислете, немаат здравствено осигурување, а вие сте ги вклучиле да помагаат во ковид центрите. Како немаат? Што ако се разболат тие специализанти кои што помагаат? Оние пак специализанти кои што не само приватните, туку сите специализанти не им се платени ниту дежурствата, а постојано се на работа и постојано секојдневно дежураат. Замислете која е таа грижа за здравствениот персонал. Ние, Венко, вели се грижиме за здравствениот персонал. Која е оваа грижа? Не сте им платиле на специализантите. Сте ги оставиле овие сами да работат. Не сте им дале, не сте вработиле друг здравствен персонал. Не сте им дале доволно заштитна опрема. Која е таа грижа за здравствените работници, молим? Не сте ги спомнале, не отишол Венко да ги праша матичните лекари како се снаоѓаат во овој период. Не отишол да ги праша стоматолозите. Еве денеска слушам, имаат некој онлайн протест стоматолозите за го нарекуваат стоматолозите на респиратор. И тие си имаат собствени проблеми. Цела во оваа ситуација кај нив наметнува потреба, имаат намален прилив на средства, намален број на пациенти, но затоа имаат поголеми давачки во однос на опремата и така натаму. Помош никаква. Никаква помош не добија стоматолозите. Не беа ни седнати, не беа ни сослушани. Исто така и матичните лекари, никој не ги викна, никој не ги праша. Како се справуваат, што прават, а знаеме дека сите прво се явуваат на матичните или одат на преглед кај матичните. Која, кажете ми, таа грижа за здравствениот персонал? Еве сега и последно што слушнавме, пред неколку дена се овие актуелни награди за здравствените работници и тука повторно се јави проблем. На почетокот излезе Зоран Заев и кажа, еве вака, одвај чекам да подпишам за наградата од 800 евра за сите оние кои што се вработени во здравството. 800 евра за сите вработени во здравството. Зошто тога го потенцирам? Затоа што само неколку дена после тоа излезе Венко Филипче, неговиот министер, и вели ќе добијат не 800, туку 30.000 денари, 500 евра, оние кои што имале контакт со ковид болни. Чекайте сега, пред 2 дена Зоран Заев кажа ќе добијат 800 евра сите вработени во здравството. Сега овој вели нема сите да добијат и нема да бидат 800, ќе бидат 30.000 и ќе бидат само оние кои што работеле со ковид позитивни. За вчера веќе да видиме дека има исплатено на некој од овие споменати луѓе, но не 30.000, туку 27.500. Прво е проблем, она што беше најавувано, од 800 евра стигнавме до 27.500. Од сите вработени во здравството стигнавме на само некој селективен дел. Јас не велам дека овие кои што работеле во ковид центрите не треба да добијат. Тие треба да добијат, ова е минимумот што треба да го добијат. Треба да добијат многу повеќе. И требале да добијат не еднократно како што се прави сега, туку да добиваат повеќе пати награда за она што го прават, бидејќи работат во екстремно тешки услови, кои што исто така им се наметнати и создадени од актуелната власт. Сега тие работат во тешки услови, нормално треба да бидат наградени, но треба да бидат наградени само тие во март, април, јуни месец, кога бројот на заболени беше навистина многу помал. И тие тогаш беа таа фронтална прва линија која што требаше да биде наградена и во континуитет требаше да бидат наградувани. Но сега после 10 месеци криза, ковидот, оваа пандемија е распространета секаде, имаме многу поголем број на заболени и тие заболени се движат и по другите здравствени институции. Значи, одат и на стоматолог, одат на матичен лекар, одат во лабораторија, одат да се испитаат на нефрологија, да испитаат вид и така натаму, значи се движат секаде. А ние немаме поделено болници кои што се чисти и условно кажано нечисти ковид болници и болници за другите заболувања. Воедно,
секој пациент пред да отиде на било каков преглед или интервенција кој што не е COVID позитивен докажан, во другите земји имаат употреба на брзи тестови. Иде тој да испитува вид или оди на стоматолог, државата му овозможува да испита за 15 минути да добие резултат од брз COVID тест и како докажан негативен да биде примен кај одреден доктор и да се движи како таков низ институцијата. Од каде Венко знае, бидејќи не овозможил брзи тестови, дали пациентот што ќе го прими некој од колегите е позитивен или негативен? Тоа ми е зборот, не само тие. Треба да биде како што беше првично најавено. Буквално сите во целото здравство да бидат наградени минимум со еднократна парична помош. Кога зборувам сите, зборувам за сите институции, дека сите исто веќе подлежат на ризик, не само оние што се во ковид центрите. И матичните лекари, и стоматолозите, и сите доктори вработени по клиниките, по здравствените домови, и не само докторите. Тука се и сестрите, тука се лаборантите, тука се рентген техничарите, целиот оној помошен здравствен персонал. Тука се и оние кои што работат по шалтерите, хигиеничарките, вработените во перална. Сите тие се подеднакво засегнати. Сите тие носат исти или помалку слични ризици. Голем дел од нив, исто како и докторите и сестрите, биле заболени. Дел, за жал, ги изгубија своите животи. И затоа апелирам наитно да се смени ова одлука. Подитно да се поправи оваа грешка, која што ќе ги демотивира сите оние кои што се здравствени чинители. Многу ќе ги демотивира и ова една голема дискриминација и една голема неправда и мора подитно да биде исправена и сите да добијат она што беше првично најавувано. Само така ќе има делумно правда. И не само еднократно, туку доколку потрае цела оваа ситуација, повторно да бидат наградени. Другиот апел е Венко да се спушти на терен, да се симне од пресконференциите, да прошета, да ги праша сите овие луѓе по здравствените институции што е она што им недостасува, единствено на тој начин ќе покаже грижа. Но не да се спушти и да има состаноци само со директорите, туку со обичните вработени, со оние што се од најниско па до раководители на тие здравствени установи. Само на тој начин ќе покаже грижа. Сето ова што го прават укажува единствено дека Министерот за здравство и оваа власт има тотална негрижа за здравствените работници. Измеѓу, еве да ги наречеме двата поголеми брана, оној почетниот и овој сега што не се случува, имаше период од некои си 4,5 месеци, у кои што и Светската здравствена организација и сите меѓународни институции и држави предупредуваат дека ќе дојде нов бран, многу посмртоносен, со многу поголеми бројки. Имаше план, територија на нашата држава да бидат, ако не се лажам, да бидат изградени 16 ковид монтажни болници. Ние за 4,5 не направивме ниту една. Така. Значи, да, точно така, беа најавувани 16 модуларни болници. И сега многу често министерот знае да каже ВМРО ДПМН е виновно зошто овие 16 болници не му се изградиле. Ете вака, извинете, простете што се насмеав, но навистина е смешно како може ВМРО ДПМН. Тој вели министерката Гордана Димитриевска-Кочовска, тој заменичката, не подпиша во онаа техничка влада. Еве, не подпиша заменичката, но потоа зошто не подпиша вашата министерка? Имаше време. Воедно да биде малку појасна зошто не му држи ова дека ВМРО ДПМН и нашата заменичка министерка во техничката влада е виновна, и дека поради ова нивно барање да се подпише нешто вакво, без при тоа да ним биде доставена документација, проект кој што ќе ги оправда сите овие нивни барања,
Бидејќи не беше доставено такво нешто до Министерството за финансии, Министерството за финансии побара од Државната изборна комисија како надлежна да одговори, тоест да каже дали е потребно за ова барање да биде со врзан подпис, тоест да подпише и заменик министерката која што е од редовите на ВМРО-ДПМН. Државната изборна комисија јасно и прецизно потенцираше дека за ова не е потребно врзан подпис. Што значи тезата на Венко Филипче дека не подпишала министерката од ВМРО-ДПМН паѓа во вода. Не требало да подпише министерката. Значи можело да иде со подпис само од министерката, која што во тоа време, како и сега, е од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Зошто не подпишала министерката? Зошто не подпишала Нина? Треба да ја прашаат Нина. Дали нешто навистина имало сумнително и зошто таа тогаш не подпишала? Така да не држи таа теза дека тие не изграделе 16 модуларни болници поради ВМРО-ДПМН. Тоа е една работа. Еве не изграделе 16, еве и да речеме дека е така. Иако објаснив зошто не е така. Зошто ништо друго не изгради? Ама ништо друго не изгради. Видете Србија. 2 болници изгради. Оваа вторава ја изгради за 4 месеци. Не знам дали сте погледнали. Од 75 од темел ја крена со софистицирана опрема нова болница за 4 месеци. Тоа кажува дека можело и може, ама може за оние што работат. Не за овие неработници и незаинтересирани, ништо не изгради. Не само за овие во време на пандемијава што не изгради, шатор не поставија. Срамота беше она кога видовме една слика од Демир Хисар, една лимена гаража, каде што се земаат брисеви за ковид. Многу мизерно. Простете, што вака се изразувам на тоа, ова што се случува, ова неработење на владата, ова незаинтересираност, ова негрижа на владата никаде го нема, како кај нас. Кога сме веќе кај инфраструктурата, моје последно прашање, Скопје имаше готов проект за изградба на нов клинички центар Мајка Тереза, кој што беше одобрен, подпишан од меѓународни институции, дадени пари, кредитиран, да сегашната власт се откаже од тоа, се откаже од средствата, плати одреден дел како оштета за тоа што не се искористени средства да се држава. Ако не се беа некаде околу 2 или 2,5 милиони евра, кои што наша држава ги уплати како казна. Потоа го имаме клиничкиот центар во Штип, кој што е готова карабина, изградена и последниве 3,5 години таму не е, со мал прст не е мрднато. Дали целокупна оваа ситуација можеше да биде превенирана, затоа што еве ние тој клинички центар Мајка Тереза што требаше да биде изграден во Скопје, да го започнеме они веднаш 2008, ние веќе ќе имавме готов клинички центар во Скопје и тој во Штип кој што може да се заврши за само неколку месеци. И плюс уште едно дополнително прашање за изградбата за најавениот нов клинички центар кој што решија да го прават во Ѓорче, кој што ќе чини држава преку 500 милиони евра. Способни ли се да го изградат, да го направат тоа, ако гледаме дека не можат да направат ниту пак една модуларна болница? Токму така како што кажавте, значи освен сите овие работи за кои што зборувавме и кои што недостасуваат, освен кадар и така натаму, потребна е инфраструктура. И секој беше поинаку доколку граѓаните не лута, не молеа или не се приморани да плаќаат големи суми на средства, оние кои што има, нели, кои што може да се дозволат, па дури оние што немаат кога се работи за здравје се позаемуваат и така натаму, доколку ние имавме соодветни здравствени капацитети каде да ги сместиме овие луѓе за да не бараат помош по приватните болници. Еве веќе кога сме кај приватните болници, пред да ви одговорам на прашањето, да не заборавам да го споменам и ова. Нели пред месец и пол Филипче се сликаше со приватните, со оние раководителите, собствениците на приватните болници. Да, беше прогласена и кризна состојба. И најави, да, кога беше прогласена, па затоа и се прогласи, нели, се прогласи кризна состојба за да бидат искористени здравствените капацитети на приватните болници и истите да бидат ставени на располагање на граѓаните, на државата, така да сите да можат да ги
користат истите услуги. И оние што имаат средства и оние кои што немаат или имаат помалку средства. Што се случи со тоа? Каде е тој проект? Беше толку многу помпезно најавуван, сликан, пиар правен и така натаму. Каде е проектот? Знаеме ли дека некој отишол на државна сметка да се лекува во приватна болница и да ги добие сите услуги што ги нудат приватните болници на државен трошок, за кое што и плаќаме здравствено осигурување? Има ли така? Нема, еве, поминува вториот месец од кога беше најавено, ништо од тоа не се случи. Па добро, зошто се случи тогаш таа кризна состојба? Зошто беше донесена кризна состојба? Што ние и што граѓаните видовме од таа кризна состојба што беше донесена, доколку овој проект не заживеа и не верувам дека ќе биде заживен. Да се вратиме на вашето прашање. Како што споменав, времето кога ВМРО-ДПМН беше предводник на владата, за разлика од ова денешно време, се разликува тоа што ќе повторам, за 62% инвестициите во здравството се помали сега. Значи не се инвестира во здравството. Не сме виделе камче на камче да стават. 140 возила за брза помош беа купени во времето на ВМРО-ДПМН, наспроти 12 сега. А, извинете, да не го заборавам и ова едново донирано од фамилија Заеви, за кое што дополнително нели треба да објасни од каде му се средствата. И до кој дереđe дојдовме како држава, да треба за пиар да донира премиерот на државата болничко возило. Не треба премиерот на државата да донира возило, туку треба тој и сите оние што тој ги поставил заедно да обезбедат болнички возила. Луѓето умираат чекајќи брза помош. Зошто во овие 4 години 12 обезбеди. Наспроти 140 од ВМРО-ДПМН. Разликите се големи. Да, за сега ќе имавме еден готов клинички центар во рамките на клиничкиот центар, доколку тие не го растуреа планот кој што се беше готов и кој што беше испланирано сето тоа да заврши крајот на 2018 или почетокот на 2019 година. Што значи ние сега ќе имавме еден клинички центар кој што ќе беше функционален, кој што ќе им помогнеше и ќе ни помогнеше подобро да се справиме во целава оваа ситуација. Ништо тоа го раскинаа договорот, кажаа дека ќе се гради клинички центар во Веле Поле, камче на камче ако отидете таму нема поставено. Значи повторувам, не е ова од вчера, не е од пред 4 месеци. Ова се ветувања кои што СДСМ ги дава во континуитет еве веќе 4 години. Нема ништо од клиничкиот центар кај Веле Поле. Да, тие можеа да го завршат овој клинички центар и сосема неспорно да се почнат изградба на нов клинички центар. Дали тоа ќе биде во Веле Поле, дали ќе биде на некоја друга локација, сосема неспорно. И наместо еден клинички центар ќе имавме 2, 3 или повеќе клинички центри. Исто така и во Штип. Стои карабината, ништо немаат таму, идат се сликаат, најавуваат и стои. Наместо да имаме, како што реков, 2, 3 или повеќе клинички центри, ние сега немаме ниту еден. Зошто тогаш го стопира оно што веќе беше готово и во завршна фаза од страна на ВМРО-ДПМН? Ама зошто да биде од ВМРО-ДПМН? Или па можеби не сакам да мислам дека тоа го направиле заради одредени профити, кои што сакале да ги остварат на некој си друг начин, за ним самопознат. И сега, доколку тие мене ме слушат, како што беше вчерашното нивно соопштение, и како што милуваат во последно време да кажат, веројатно тоа им се сугерира од страна на нивниот пиар, е се она што ќе го каже ВМРО-ДПМН, па и она за здравството, за кое што тие не можат да најдат соодветен одговор и аргументи, каже дека се лажни вести. Фейк ньюс, лажат од овие од ВМРО и така натаму, па ние имаме ова, ние имаме тоа. Баш поради оваа причина, јас пред известно време, не само како представник на опозицијата и граѓанин, туку како некој што со себе ги носи сите оние прашања на граѓаните и нејасноти и со она што тие на дневна основа се соочуваат во здравството,
Отидов пред Министерството за здравство, тоест во Министерството за здравство и побарав прием со Венко Филипче да седнеме вака на маса, пред камерите, пред очите на целокупната јавност, да видиме што е фейк нюс, а што не е фейк нюс. Да видиме кој е во право, каде е вистинава. И ево и денеска апелирам таа средба да биде што поскоро, Венко Филипче нека го викне целиот негов тим. Јас ќе дојдам сам, но ќе дојдам со 3-4 тефтери, каде што се запишани поединечно сите проблеми, не само во овие 10 месеци, туку во овие 4 години со кои што се соочуваат граѓаните од кога на власт е Социјалдемократскиот сојуз. Ајде да видиме што е фейк нюс. Тие можат да се правдаат и кај некого што, ете, во моментов не се соочува со некој проблем од граѓаните, да помене, што рекоа ВМРО денеска, тоа и тоа, што рекоа Социјалдемократскиот сојуз, дека ВМРО лаже, дека ВМРО има лажни вести. И сега некој што не го допира целава ситуација, може и ќе помине. Но ајде вие кажете му дека е фейк нюс на некој што чекал брза помош и има починат во семејството преди тоа што ненавремено е стигната брзата помош. Кажете му на него дека тоа е фейк нюс. Објаснете им на луѓето што чекаат по 10 дена да направат рентген на бели дробови дека ВМРО лаже, дека ВМРО пласира лажни вести. Објаснете им на оние што не можеа да примат да бидат примени во болниците дека е фейк нюс или лажна вест. Објаснете им на оние кои што бараат клексани со денови, тоа е еден лек кој што го примаат и трудниците, но и оние кои што се ковид позитивни против згручувањето на крвта, еве вака со едноставни зборови да ви дам појасни. Па по социјалните мрежи врие луѓе си бараат спас. Ве молам, вели некој од луѓето, ве молам, дајте ми, ги користам последните дози. Па се јавува некој од Прилеп, па се јавува некој од Битола, па јас ке си помагаат луѓе, нема што да прават, си помагаат. Зошто нема клексани? Нема ни инсулин. Значи луѓето сами се помагаат. Тоа ли е фейк нюс? Ајде нека им објасни на оние што ги бараат овие лекарства што не можат да ги најдат дека е фейк нюс. Нека им објасни на родителите за еден куп лекарства за деца кои што ги немаме во Македонија, па се приморани да идат по другите земји за да си ги набават лекарствата за сопствените деца. Нив нека им објасни дека ВМРО ДПМН лаже, дека Марија лаже, дека сите овие што зборат, што не кажуваат убави работи за нив, лажат. Не може тоа така. Не може тоа така да помине. Затоа, еве повторно апелирам, Министерот за здравство да обезбеди една средба пред камерите, пред целокупната јавност и да видиме кој како ја говори вистината или кој и како не ја говори вистината или лаже. Ве благодарам, госпоѓа Андоновска, за одвоеното време. Благодарам и на вас.